Почитувани, ако пред 2 недели презентиравме факти со кои почнавме да го разобличуваме системот на Зоран Заев за лично и семејно богатење, денес ќе презентираме нови факти кои на овој скандал му даваат и многу поширока и позастрашувачка димензија. Во тендерскиот скандал вклучени се многу високи функционери од СДСМ. Зоран Заев, освен на татко му, на чичко му, братучедите, стрината и снаата, јавни набавки доделувал и на фирмата на сопругот на пратеничката од СДСМ Цветанка Иванова. Во тоа не би требало да има ништо лошо, според законите како што вели Зоран Заев, но има многу голем проблем со оглед на политичката поврзаност и блискост помеѓу Зоран Заев и Цветанка Иванова. Со овие примери веќе станува јасно дека општина Струмица е центар од кој се спроведуваат многу сомнителни активности. Општина Струмица на ден 26.10.2010 година склучува договор за јавна набавка со фирмата Дикор ЦД Доел Струмица во собственост на Димчо Иванов, тој е сопругот на пратеничката на СДСМ Цветанка Иванова. Повелете, ова е извештајот од склучените договори. Со тоа што Зоран Заев на сопругот на пратеничката му исплаќа 3.555.000 денари само по овој основ. Ова значи дека најголемиот тендерски скандал во Македонија е многу поголем и има позагрижувачки размери, влезене и во политиката. Секој ден нова патека по која се движеле парите на граѓаните кон фамилиарни и партиски цели. Секој ден излегуваат на виделина нови патеки на движење на финансиските трансакции на Зоран Заев. Тој бил доста креативен во својата работа, но во оној дел каде наоѓал начини како да го изигра системот, бил убедливо најкреативен. Веќе не се работи за семеен, туку за добро испланиран семејно-политички бизнис систем за искористување на парите на граѓаните. Ако досега бевме сведоци дека јавните набавки ги добиваа семејни фирми на Заеви и фирми на нивните бизнис партнери, сега се гледа дека милионски суми од парите на граѓаните добиваат и семејни фирми на партиски функционери на СДСМ. Може би така се купува и поддршката во рамки на СДСМ. Ваквата бизнис поврзаност на Зоран Заев и фирмата на сопругот на пратеничката Цветанка Иванова отвара дилеми колку е длабоко навлезен октоподот на Зоран Заев во струмичкото општество. Додека Зоран Заев молчи и не сака да даде одговор, клопчето се повеќе се одмотува. Сите манипулации и лаги, кажани за било кој од ВМРО ДПМН, нема да не спречат да ја презентираме вистината на граѓаните. За разлика од нив, почитувани, ова се докази, ова се документи, а не лажни прашања, измислени приказни истории, ова се документи кои што ние ги презентираме на македонската јавност за целокупниот октопод и бизнис интересите на Зоран Заев, неговото семејство, неговите блиски партнери и неговите партиски, односно политички соработници.